Почитувани сограѓани, ви се обраќам денес со цел да ве информирам за сето она што се случуваше или подобро кажано не се случуваше изминативе 3 години во Автокоманда. Граѓаните се гневни, лути и со право бараат услови за живот кој пред 3 години во својата предизборна кампања го вети тогашниот кандидат, а сега градоначалник Борис Георгиевски. Ветувања многу, но реализација на ветеното нула. Градоначалник, проблемот со водоснабдувањето во високата зона кој ветивте дека ќе биде решен, се уште е проблем. Не го решивте ни со обраќањиот хаос кој е секојдневие во Автокоманда. Дали изградивте барем еден од ветените паркинзи? Не. Дали барем започнавте со реализација на ветената поликлиника во Автокоманда? Не. За жал, граѓаните 3 години чекаат обележување на пешачки премини на 3 улици, а за капиталниот проект гасификација во Автокоманда не станува ни збор. Дали некој води грижа што масовно се сечат повеќе годишните дрвја за сметка на доградбите на зградите, а на нивно место не е посадено ниту едно ново дрво? Ги нема ниту ветените паркови, зелени површини или можеби ние не ги гледаме? Така ли ќе се решава проблемот со загадувањето во Автокоманда, која 3 години наназад е меѓу првите населени места, ако не и прва по загадување во општината и пошироко? Секако дека не. Градоначалник, вие и вашата партија СДСМ ветивте и уредување на парк шумата Газибаба. Денес сме сведоци дека и овој проект, како и повеќето ветени и нереализирани проекти, е само мртва буква на хартија. Жителите на Автокоманда и Железара, како најблиски населби до парк шумата, се сведоци на континуирана негрижа на власта за овој исклучително важен дел од општината и градот Скопје. Трагедијата да е поголема во овој дел се градат и објекти. Прашувам, како е можно во заштитен и зелен појас во парк шумата Газибаба, каде не е дозволено градење, некој да гради? Дали може би тука никнува некаков си приватен центар за одгледување на кучиња? Но тоа не е се. За крај би го споменала и скандалозниот предлог ДУП за Автокоманда кој предизвика огромен број реакции од страна на граѓаните и купните совети. Забелешките на граѓаните кои се во огромен број должни сте да ги прифатите и врз основа на забелешките комплетно да го преработите ДУПот, а потоа да се повтори постапката и процедурата за негово носење. Затоа, почитувани граѓани, не очекувајте во последната година од мандатот на градоначалникот нешто да се промени. Автокоманда е заборавена. Со право граѓаните се лути и револтирани. Со право сакаат промени. Промени мора да има и ќе има. ВМРО-ДПМН е партија од народот и за народот. ВМРО-ДПМН ќе ја донесе промената во Автокоманда. Ви благодарам.